Plačejki, do sebe studenata je gušna glava, baš kako bršlan javor mlad što gušnuva, se pripiva do vitkata mu stava. Mrtovec otago se obleče, krvavi poroji, luta se pojavi rana. A majkata, brazdite koga gi vide, bez boroj, ko poulavena stana. Tresejki se celata, oči sorace skrivajki, v pot se izoblea ladna. Erinija činiš je zbrka, i glava kolisjeni šajki, ta polumrtva padna. Iskonski silnite, nesopirljivi kako poroji čustvena majkata kon svojata rožba, navodjat mesto i vo fresko živopisot na srednovekovnite majstorizografi. Благодарейки на креаторските способности и смелоста на некои зографи, во еден период се придонесло за известно преобразување во разбирањата за византиската уметност. Доста видливо, јасно, овие мајстори покажале дека нивните сликарски интенции не се движат само низ строгите канони на црковната уметност, туку тие се упатени кон блиската реалност, кон облагородување и наблюдување на човековите чувства, како во трагични, драматични моменти, елегични доживувања, така и во радосни, среќни, секојдневни настани и животни задоволства и страдања. Тука е мајката, детето, тука се обичните луѓе, ктитори и раби Божии. Замислени мудри старци и деца со маслинови гранчиња пред портите на Ерусалим. Тука се птиците, рибите, животните, дрвјата. Навистина, се што повлекла раката на зографот врз Малтерот, секоја линија и боја, сиот тој живот биле насочени кон чудото и вечноста, несвесен притоа за уметничкото, вредното, а сепак тоа до денес останува најсилно. Реално уплаканиот лик на Богородица крај мртвото тело на својот син нашол адекватен книжевен опис и врз апокривната средновековна литература, во која исто така силно трогателно се опишува овој библиски настан. Благодарение на генијалноста на нерешкиот мајстор, неповторливо е пренесен и оживеан овој библиски момент од животот на Христос. Богородица овде е само мајка, која грчевито плаче над мртвото тело од своето чедо. А незините зборови се зборови на една жена од народот, на една мајка. Јас ја љубам устата, неподвижните усни. Јас ги љубам затворените очи на оној што им го враќаше видот на слепите. Како да не си го кинам лицето со ноктите своји? Моите солзи, о сладко дете, кој ќе ги задржи? Ваквите апокривни текстови, кои биле мощне блиски до народот, секако извршиле силно влијание и врз творештвото на нерешкиот мајстор во оваа композиција. Ниту еден сликар пред Нерези и потоа не успел да создаде вакво силно дело. Мајсторот зограф се решил за драматичниот момент од плачот на мајката над мртвиот син. Поворката која го носи Христовото тело, сликарот ја запрел во моментот кога Богородица паѓа на колена, останувајќи притоа со неприродно разделени нозе и го гушнала синот, бакнувајќи му го лицето. Непознатиот мајстор овде го доловил својот свет на поезијата, па така тивката тага од поранешните оплакувања овде се претворила во грчевит плач. Затоа со право, многу учени сметаат дека ни таткото на италијанската ренесанса прочениот Џото со својата прочуена пиета не ја достигнал онаа реалистичка слика во прикажувањето на болката и крајната емотивност на изразот,
kako ovoj nepoznat zograf od nerezi. Неговата генијалност je токму во неговата супериорност над ренесансните мајстори, од кој временски бил оддалечен едно цело столетие. Нерешкиот зограф длабоко ја почувствувал не само трагедијата, туку и нежноста која ја предал со инвентивни представи на мајчина љубов. Тоа го гледаме и во композицијата Симнување од крстот, каде што мајката нежно го бакнува ликот на својот син, плашејки се со груб допир да не му ги зголеми болките и страдањата на веќе мртвото тело. Кога го симнуваа, плачеа. Крстот на птица му заличи, од раните мирта му течеше. На лицето, на лицето жолто овошје меѓу два реда звезди. Ангели му слетуваа, бел босилек му цутеше. Појавата и развитокот на човечки, овоземски, мајчински, нежни чувства во византиската уметност зазема значајно место во делата и расправите на византолозите. Со оваа појава особено се занимавале оние учени кои сакале да ги докажат врските меѓу византиската и италијанската уметност, а со тоа и да го определат степенот на заемното влијание. Со нашите камери ќе се обидеме да ги регистрираме оние моменти, оние сцени од фреско живописот низ нашите цркви, во кои зографите си дозволиле реалноста и поетичноста да ги понесат сред народот, а световните лица од библиските настани да ги прикажат како обични луѓе. Ти, кој што толку време мина под малтерот на зидот мрачен, пак слободен си в простор зрачен. О, сине, тихна мисла сина, со живот пак ти гори видот и зори како небо зидот. Во црквата Света Софија во Охрид наоѓаме еден мощно интересен момент во односот меѓу Богородица и Христос. Овде таа е предадена како мајка која се умилкува, се радува на својата рожба, додека малиот Христос, како вистинско дете, не држи мисионерски свиток, ниту пак благословува со десната рака, туку одговара на нежноста на својата мајка. Се чини дека за прв пат во историјата на византиското сликарство овде тој е насликан како обично дете од народот, со голи прекрстени нозе. И тој мотив подосна ќе стане мощно омилен кај тосканските сликари од 13-тиот век, кои настојувале Христос да го предадат со повеќе човечки белези. Уште една композиција во оваа црква го привлекува нашето внимание. Над влезот во припратата е насликана Богородица како седи на перница на гола земја, токму како обична жена од народот. На овој начин, од Симоне Мартини па наваму, дури надвор од Италија се прикажува Богородица умилита, односно Богородица на скромноста. Поради својата поетска потиштеност, таа особено била омилена меѓу човеколюбиво настроените граѓани на Италија. Една од ретките представи на една светица како обична жена и мајка се среќава во композицијата Млекопитателница, а незината најстара представа на Балканот се наоѓа во црквата Свети Ѓорги во Курбиново. Тука ја гледаме Ана како со левата рака ја држи малата Марија, а со десната рака ја подава дојката. До неа е Јоаким и истата оваа сцена се сретнува уште во Света Богородица Заумска во Охрид. Појавата на оваа композиција во византиската уметност, учените ја поврзуваат со исток,
Со Египет, каде што се наоѓаат најстарите композиции на млекопитателница. Композицијата Христово раѓање во истата оваа црква, каде што Марија е покрај јастите, секако укажува на незините мајчински должности и чувства, својствени за секоја жена. Од 11 век па наваму, нежните човечки чувства кон детето Христос, како и љубовта на детето кон мајка си и блиските роднини, се среќаваат во монументалното византиско сликарство и во некои композиции на Сретение. Например, во Нерези, односот на детето Христос кон својата мајка е во рамките на реалните односи меѓу луѓето. Овде тој ги фрлил рацете кон мајка си и уплашено гледајќи во символот на своите маки, како да бара помош од неа. Додека во истата оваа композиција, во Марковиот манастир крај Скопје, Христос го гледаме како радосно ги подава рацете кон Симеон. Овие нежни, фамилиарни моменти во оваа композиција секако се резултат на апокривната литература која им била позната на зографите, а која ја збогатиле со своите реални погледи на настаните и светот. Јас жалам дека сивило ми паѓа пепелав плашт на споменот за твоите дни игри, о дете мое. Нели сум за нив сведок единствен, а правам таква изневера страшна. Јас немам сила она да го чувам што ќе го бараш ти по тајно чувство, што ќе го барам јас со горка жед. Во олтарната апсида во Курбиново, во представата на Богородица со Христос, мощна е нагласена нежноста меѓу мајката и детето, преку движењето на едната рака со која мајката ја држи ногата на своето дете. Тоа со главата е свртено кон неа, со што непознатиот зограф ја редуцирал Христовата официјалност и Богородичиното достоинство. Се до 13-тиот и почетокот на 14-тиот век, зографите остануваат анонимни. Тогаш се јавуваат Михајло и Ефтихие, кои го потврдуваат својот сликарски идентитет низ неколкуте потписи што ги оставаат на некои сцени. И тие продолжуваат да го следат драматизмот и реализмот, давајќи му со тоа посилен печат на уметничкото. Така во сцената оплакување на Христос во црквата Свети Климент во Охрид, покрај централната фигура на положеното мртво тело на Христос, Богородица е прикажена како обична мајка која го оплакува својот син. На незиното лице се чита тешка психичка болка што ја фрла во несвесна физичка положба. Една од присутните жени воздржано го оплакува Христос, но повеќе е окупирана од желбата да и помогне на немоќната, обесхрабрена и онесвестена мајка. Од рацете на овие двајца зографи, во истата оваа црква среќаваме и други моменти, сцени со реално прикажани човечки чувства, кои ги носат во себе интимната радост и нежното задоволство од фамилиарните односи. Тоа се средбите на Марија и Елисавета, средбата на Јоаким и Ана, милувањето на малата Богородица од Јоаким и Ана, потоа благовештение Богородичино крај бунарот, каде што веста на Архангелот Богородица ја прима со ефектно изненадување и уплав.
Та je prikажена низ екзалтиран гест, што зографот го манифестирал низ незиното движење на подигнатата десна нога и загубената сила да се задржи на местото. Во црквата Свети Ѓорги во Старо Нагоричани ја среќаваме Богородица Пелагонитиса, која уште со својата првобитна стара појава се покажала пред очите на верниците без догматски индикации на црквата. Малиот Христос овде со грбот е свртен кон верниците, со што мајсторот до максимум го потенцирал односот на мајката кон своето дете, па дури може да се рече е прикажан со едно вулгарно црковно-естетско разбирање, невообичаено за византиските зографи. Така малиот Христос во оваа представа, со својата детска разиграност и подвижност, представува вистински центар на мотивот. Уште еден интересен момент во односот мајка-дете среќаваме и во композицијата Богородица Памакаритос во Света Софија во Охрид. Представена е во цел раст, стои над пиедестал, облечена во раскошен виолетов мафориум, долга наметка и црн фустан, а своето дете го држи во жолтеникава престилка која се вее преку незината лева рака, со која притиска главата на малиот Христос кон своето лице. Ti ideme со векови од дедовци, од предеди. Пред твојот лик сонцето што го впил и славеот и бранот и навевот на снеговите. Во тебе сиов рид со плодови и птици се преселил и цути врз рамената твои. А очите се посилни од нерешково небо. Сите народи во орбитата на византиската уметност, поврзани со идејата на иста религија, се стремеле сликарски да ја соопштат религиозната мисла со еден академски сликарски јазик на Цариград. Но како што веќе видовме, одделни зографи со своето наречје и тенденција за реално искажување понекогаш го нарушувале овој сликарски јазик на Цариград. Од сите овие сцени на нежни моменти меѓу мајката и детето, јасно се гледа креателското настојување на зографите за известна преобразба со одземање и додавање детали надвор од црковните канони. Од оваа нивна слобода, колку и да била таа мала, се извлекува заклучок дека зографите не секогаш стриктно се придржувале кон шаблонот на зографските книги или копирања на тугите реплики. А сето тоа секако било одраз на словенскиот менталитет, на еден народ кој е активен посматраш на човечките драми и радости. Неретко тие ги представуваат и обичните луѓе, жените, старците, децата. Например, во композицијата Влегување во Ерусалим, ја следиме радосната игра на децата кои немирно се провлекуваат низ возрастните, или оние помалите кои љубопитни седат на плеките од своите татковци.
Ili ova scena nakrštevanja na Hristos vo Sveti Kliment v Ohri, kade što je možni interesen žanrovski motiv koja prikažува играта на децата крај брегот на реката Јордан. Некој од нив ловат риба со трска, некој ловат ракови, се соблекуваат, се уверуваат во студенилнота на водата, допирајќи ја со прст, или оние прохрабрите кои пливаат. На истиот брег се забележува и мал поток со штркови кои ловат жаби и го чистат клунот. За жал, денес фреската е доста оштетена од влагата предизвикана од неквалитетниот покрив на тој дел од црквата. Па така и овие карактеристични моменти, фигури, нашата камера тешко ги регистрира. Мошни интересен е и овој овчар со своето трло од Свети Георги во Курбиново во композицијата Раѓање на Христос. Тој како прв сведок на големиот библиски настан, вчудовидено и восхитено ја гледа пред себе глетката. Потоа во композицијата Патот кон Голгота во Свети Климент, во која се предадени повеќе ликови на обични луѓе, кои со својот израз на лицето и плачот на жените го драматизираат настанот. Или оваа сцена во црквата Свети Димитрije во Марковиот манастир, композицијата Плачот на Рахела, односно Колежот на витлеемските деца, која се вбројува меѓу најдраматичните, најтрогателните сцени во средновековниот фреско живопис. Рахела, мајката на Венијамин, ги представува сите несреќни мајки од Витлеем, чии деца се заклани по наредба на Ирод. Непознатиот зограф ја насликал со потресен гест над 24 деца кружно поставени пред неа, со болен поглед вперен во нив и со грчевит плач. Запрев пред олтарот како да ќе се помолам Богу, уште несмирен. И тогаш дочув јасно женско липање од сводот. Тоа Рахела ги кренала очајно рацете, крши прсти и плаче над мртвите младенци. Тажи во вселената. Сиве овие моменти на реални човечки чувства, полни со нежност, љубов, тага, грчевит плач, болка, се провлекувале низ строгите црковни канони, за денес да не остава трага за вечните, суптилни нијанси на човечност, со што зографите несвесно ја збогатуваат и уметноста, независно од разбирањата на општеството кое ја реализирало. И јас би сакал да слезам од овие зидишта, по славеот што клука под стрејата, по шумот на водите, по ластарот на лозите. Зошто уште копнежот клука и времето ме јаде? Да слезам, да истрчам, да избегам во просторот. Во просторот, зрачен, потопол од сето време.